Пратениците ниту од власта, ниту од опозицијата на денешните пратенички прашања не се интересираа за најактуелната тема во државата, докаде е истрагата за тоа како народниот избраник Никола Груевски побегна од Македонија. Антонио Милошовски од ВМРО ДПМН праша има ли напредок во разговорите со Facebook и Google. Единственото нешто што досега го имате направено за Facebook во Македонија се 50 нови вработени во владата на Република Македонија кои што се задолжени да ви стискаат лајкови на вашите постови. И уште во неколку општини кои што тоа го прават на Facebook. Затоа што ваквите озбилни најави кои што ги давате не се вредни потоа да се избегнуваат како одговори со некои такви изговори поврзани со членството на Македонија во други организации. Или сте или не сте способен да ги реализирате вашите планови и најави за странски инвестиции. Се преговара со многу компании, рече премиерот Заев, но политичките процеси во државата влијаат и врз странските и врз домашните инвеститори. Со влезот во НАТО и Европската Унија, ќе добијат сигурноста за своите инвестиции. 327 милиони евра странски инвестиции во првото полугодие е дупла повеќе од лани или 3 пати повеќе од просекот од последните 3 години. Странски инвестиции има во Македонија. Јас се надевам дека во иднина дел од тие странски инвестиции ќе бидат и вакви големи компании, како што се и Facebook и Google, затоа што наше право е да се обидуваме да привлекуваме вакви инвестиции. Секако, ниту претходна влада, ниту оваа влада не може да каже дека 100% ќе успее со секоја инвестиција, но ќе направиме се да успеаме во максимален број на преговорите за привлекување на странски инвестиции, вклучително и со овие две значајни компании. Посетата која што беше во Њу Йорк на Google Jigsaw и со господинот Джеред Коен за нас беше сериозна мотивација за интересот на Google за инвестиции во Македонија и со радост ја споделивме таа информација со граѓаните. Опозицијата се интересираше и за ветувањата на СДСМ за поврат од 15% ДДВ. Премиерот Заев образложи дека системот бил подготвен, но поради одредени законски одредби почекале и официјално во зависност од резултатите, мерката би требало да стартува од 1 јануари 2020 година. Од 1 јули идната година ќе почне да се спроведува, но во првите 6 месеци од годината ќе биде експериментален.